Nova nedela, novi doživljanja. Ovaj pat posebno uživam. Snegot gi napravi ovje prekrasni pejzaži ušte poubavi. Danes posjetujeme už jeden biser vo istočno-delna Makedonija. Odime vo Kočani, grad poznat po orizot, termalnite vodi i toploto gostoprimstvo. Odam da se sretnam so jeden prekrasen gospodin, starosedelec, koji ki mi gi pokaže u bavinite na gradot. Zdravo, dobar den. Dobar den. Вие сте господин Благоја, ти ми кажа да дојдам оде во Којчани и да се сретнам со господин Благоја пред театерот. Вие сте? Јас сум Благоја Векјарски. Мило ми е, јас сум Марк, авантурите на Марк, дојдоме во Којчани да снимаме една нова емисија. Вистина мило ми е што го дојам кај вас. Вие сте граѓан, ми кажа, оддамна, од кој сте роден овде Так. од Сем. Кажете ми малку повеќе сега за вашиот град, вашиот роден град. Еве, на почетокот би сакал да ве поздравам, Добро. што дојдовте точно во Кочани, во нашиот убав град, убаво Кочани. Сите ми кажат дека има убав град. Зашто е големо посебен ваш? задоволство. Да. И почесто сакам да доаѓаат такви големи луѓе и ценети луѓе како што сте вие. Ви благодарам. Ја голем не сум толку голем, сум повеќе малку дебел, ама ајде, се знае тоа е професијата што ме Мислам на направи. вашата Да, професија, добро. која е позната во светот. Ви благодарам. И сето она, за вас што го гледаме на медиумите, е задоволство за нашите македонски граѓани и за благодарам граѓаните од многу. општина Кочани. Фала ви многу. Е. Фала. А задоволство ми е господин Младеновски. Младеновски, да, сега ме вика по македонски, Младеновски. Ама ајде, може, оти тоа ќе ми беше името, ако бев навистина 100% македонец. Јас сум Па вие сте Пола, пак пола. 100% македонци. Сум Ние 100%, македонците само македонци душата, можеме да да. останеме во душата. Точно. Ние моментално се наоѓаме во ново изградениот парк или плоштад во Кочани, Добро. каде најчесто се собират младите луѓе, а и Окей. сите граѓани од општина Кочани. Добро, Да лето ви зимо. известам и тоа, Да. овде беше и дочекот на сите слободни граѓани за нова година. Аха, па Едно гледам овој убаво останува место уште. Да. Со споменици и младите деца овде се движат и тука ги поминат најчесто најубавите часови и во денот и во ноќите. Браво. Инаку да ви спомнам Кочани, за Кочани, ако ви интересира, Јас го знам Кочани за оризот. Дали е само специјалитет ориз во Кочани? па тоа ни е на нас основен продукт. Извинете, јас сум готвач, јас знам за Тоа сме да. познати насекаде во светот. Во бивша Југославија можам да ви истакнам дека Кочани со совес ја снабдуваше бивша Југославија со 60%. Ајде, а цела Југославија 60% од Југославија да. беше па тоа, навистина. Вау. Останатиот дел што недостасуваше, поново се вршеше увид преку наши кочански комерцијални служби. Окей. А И само Кочани- само луѓето од Кочани можеле да продават осем ориз. Ако не беше добар, само од Кочани се снабдуваше цела нашиот Југославија. ориз е еден од најквалитетните оризи. Знам. И у Ја го светот и во обожавам. Кочани. Точно, имате право. Без за тоа јас ја представувам Македонија на најубав начин, да му давам идеи на луѓето на иднината и свето, што може уште да се прави у Македонија. Македонија е голема држава, каде има уште голем потенцијал. Мислам да одиме понатаму да видиме други граѓани од Кочани. Како се викат граѓаните од Кочани? Ние Кочанчиња? Не, не кочанчани, кочанчани. Кочанчани.
Прекрасен ден и прекрасно друштво, за да прочетам и да дознам повеќе за градот и неговата традиција. Вака, господин Марко, поминавме низ најстарото мало Кочанско. Таа е улица што Да, поминавте, улица. да. Добро, таа беше најстарата од Кочани. Тоа е Стришевско мало Добро. и е заштитено да не може да се руши и да остане такво како што е и било. Океј, среќа што можевме да поминуваме со камперот, беше малку тесно, ама ајде. Тесна е таква улица, али се уште служи. Браво. А сега океј. моментално се наоѓаме близу старата железничка станица. Ова е старата железничка. Еве може да да. покажат камерите. Океј, да. Таа веќе и не функционира повеќе години. Знамо ти има проблем малку со возот и се по Македонија тешко се повеќе автобуси и такви ствари, да. Иначе возови доваѓа може би повише од 20 до 30 пати дневно. Дневно. И имаше и Опо. патници. Добро. Служеше за цела Источна Македонија и тука се Океј. исторуваше секаква стока, индустријска стока и патници. Океј. Сега не функционира. за Не жал. функционира. И да се надеваме на поубави денови, да добиеме и брзи воз како што има. Полека, мислам ти еден добар пат. Сега, Не? Кочани? сега полека се приближуваме до едно од пазарчињата која на инсистирање на приватните производители и е дозволено да работат и во недела. Океј. И од тука се снабдуваат со вошје и земјоделски производи целото население. Ја обожавам пазар јас. Мощно е Јас сум ефтино. таму во мојот Диснейланд, како кажам. Сакам да знам, да видам што има, што се произведе овде во Кочани. Све овде е органско. Кој ви е вашата struka? Епа, ајде да Знаете, се шетаме. Може да влезете и да погледате. Обезно. Ајде. Еве, увелете, гледајте сами. Јас уживам. И Овде да ми правите кажам, собствена оценка. само миризот, само овие убави бои што ги имат зеленчукото, вошјето и тоа, само тоа ме прави да бидам многу среќен. Ми дават идеи за готвење. Ама гледам, имаме мандарини, имаме лимони и све тоа. Тоа не е од Кочани. Што имаме типично од Кочани овде? Ги познавате? Кочани, да, ги познавам сите Што? луѓе. А, ги познавате? Ама Од Кочани имаме, еве, компир, имаме... Добро. Ова е компир од зеленчук. ова е компир од Кочани? Да, све. Ајде да Зелка, Имате кочански ориз? Ајде да видиме. Сега е моментот. Сите го фалат кочанскиот ориз. Кочански немamo. Овде е кочански ориз. Овде. Кој Канео сорта. канео сорта? Што е разликата во канео сорта? Има повеќе различни ориз? има. Што е ова е тогаш? Нова сорта. Нова сорта. Да, Добро. Италија. Можам да земам? Може, Да. може. Види да Да види. видам. Ајде. Тоа е едното зрно на Како ви го викате? Канео. Канео сорта. Така ова? Има Андреја, таа е постара сорта, наша кучанска. Точно. Ама не се раѓа, веќе е исфрлено од употреба. Браво, многу ми се допаѓа. И благодарам што ми покажате што се научив нешто ново денес. Браво. И ова, сигурен сум, а? Тоа е лук. Лукче, Пролетно, Па да, готвење без лук нема. Браво, одлично. Ајде да продолжиме Има малку. смалки таму кучански. Да. Имате зачини, Печенје. о, имате тиква. Ха. Балка. Балка ја викате? Да. Јас знам тоа како име тиква. Тиква, ама сорти нам тикви има. Има тиква и глеѓе. Исто по француски има потирон и сикуи. Да, точно така. Ова вие го правите? Зимниците овде? Вие ги правите тоа? Пиперки во тегла и све? Ау, супер. Браво. Сол. А ова е сол? 30 dinara. Ај тоа 30. Буковец. А ова е буковец, не е сол, тоа не? Буковец. А, буковец. Сол е малку различно, а? Ова букове што е, Добро. мене пипер. Браво, мелени пиперки. Домашно направено? Толчено? Да. Можам да отворам и да мирисам? За тебе све е можно. Може се. Мора да се покаже се види. Браво. Што ми даде? Така ли ќе носам пекар? Тоа е многу баво. Браво. Многу добра комбинација. Ова не се само пиперки, има други. Има зачини. Да, има други зачини. Можам да знам вашата тајна, што има внатре? Чубрика.
Чубрика. Добро. Меродија. Мерудија. Това мерудија, тоа се меша. Не. Чубрика е оригано. Оригано, стил. Знам, повеќе се употреба во Бугарија чубрика. И во Турција. И во Турција. Меродијата. Да. Браво, многу убаво мириса. Супер. Ке дојдам после ќе ви земам малку за мене за мојата кујна, оти вакви зачини многу ми се допаѓаат. Поверете. Имајте убав ден. Исто Пријатно. Чао. Мал, но богат пазар. Мило ми е што се уште се негуваат локални органски производи кои највеќе ги ценам. Овие оризови полиња создават преубави гледки на кои човек тешко може да им одолее. Како што спомна мојот пријател Благој, одовде уште во времето на Југославија, целиот регион се снабдувал со ориз. Одам да видам зошто тоа е така. Таму на тој место, што беше таму точно? Оти не можевте да разговараме толку. Моментално се наоѓаме во фирма Екозрно од Кочани, фабрика за преработка на ориз. Бевме во делот кој што се преработува оризот, малку е бучела, Малку повеќе. Да. Сега сме во пакулниот центар на фирмата. Овде можеме да разговараме за све што ви интересира од производството, увричување, кипање на оризот, сушење, чување, достава до фабрика, преработка, во силоси и Многу тоа. лесно. Знаете што? Сакам све да знам. Мора, дојдов овде кај вас, мора да се научам од каде доаѓа оризот, како се прави. Оризот доаѓа Па да, како- ја не знам, ја да ви Оризот кажам доаѓа правда. како секоја култура од нивите, Добро. сега доаѓа од оризовите Може да ви плантажи. прекинам, извинете. Знаете, во Белгија ориз за нас Кина. Епа, не се зна, јас не знаев оти во Македонија имаше ориз. Кога дојдов во Македонија, каже кочански ориз, најубавиот, најдобриот во Македонија. Ајде, многу ми е мило што сум тука и што можете све да ми објасните. Значи сега се наоѓаме во пакулниот центар на фирмата. Добро. Ова машина е колор машина која ги вади црвените и зелените зрна и белите. Колор машина. Колор машина не за сликање. Ги боите на белите, да, што? Ги вадиме не со зелените зрна од оризот. Зелени зрна? Да, зелени, бели и црвени зрна. Океј. Тоа можеме после да го видиме на крајот Добро, од океј. разговорот. Океј. Фирмата работи во 2 смени, по потреба и 3. Охо, имате работа. Работа има Гледам, доволно. имате навистина ориз, овде неколку Ние тони, сме, а? има не неколку Неколку тони, да. многу тони. Аха. Фирмата ги обслужува 60 до 70% од земјоделците. Значи, окей. на територијата на општина Кочани, која е подсејана под оризови култури,
75% е пласманот овде, Од во вас. овој круг, во оваа прекрасна Освен фабрика. сите земјоделци, ви го Да, продават сите Оризот. земјоделци го даваат, Да. Оризот го продаваат, затоа си взимаат секој што си сработил и тоа е тоа. Истиот начин како на тутунот, како на Да, се што се да, прави во да, во Македонија од све. Браво. Исто, не го знаев. значи, Добро. само што Океј. тутунот го финансира државата, Оризот го финансира Газдата. самиот газда. Добро. Океј. Производот, доаѓа Оризот, се става Производот да. доаѓа од нивите, надвор можете да забележите има силоси, Силоси, имаме сушара, секој ориз што ќе дојде од оризовите полиња го сушиме. Добро. Го внесуваме во Многу силос, време треба да се зависи суши. од влагата на самиот ориз. Океј. Значи има ориз што доаѓа од нивите со 16-17%, а има ориз што доаѓа и со 28-29%. И тоа повеќе Значи, време му треба колку е да, поважен, му треба повише време за да се суши. сушење. Океј. А имаме една од најсофистицираните машини, сушарата, која работи на оризова лупка, кој и имаме собствени производ. Лупката што се лушти од оризот, ја враќаме назад и ја загреваме сушарата. И на тај начин го сушиме оризот. Го употребувате Да, да се топи. да, да. Браво. Тоа е екосистем. од Екосистем, да. Супер, одлично. Сета- Многу ми се допаѓа. Многу. Целиот производ што е овде во магазинот е екопроизвод. Океј, видов имате соларни панели и сето за употребата за фирмата, употребите и соларно струја, За да кажем, потребите да. на фирмата, собственикот одвои средства, си стави собствени фотоволтаици, ја користиме благодетот од Господ. Го имам овде во Македонија, Да, колку има 260 сонце. дена. Добро. Ова е колор машината. Да, колор машина, Добро. Океј, една од најдобрите машини што ги има на пазарот во во Македонија Македонија. и пошироко. Македонија и пошироко. Добро. Да видиме горди тогаш. Ние сме горди на се што го имаме овде, сме Точно. горди. И се гордееме што произведуваме и пласираме ориз без никакви примеси. Примеси, Тоа додатоци значи кажете, да нема каменче, Аха. да нема стакло, да нема... Ама бабите што прават сега ако нема каменче, нема А тоа. сега Со баби оризот нема више да го. Баби нема, само млади. Има млади Мајки, девојки, да, точно тие така, не да. требаат веќе, никој не треба ориз. Не треба Од да ова, више да го- од ова баше после ова машина нема требење. Океј. Само Добро. во Само тенџере варење и кокошка. готвење. И кокошка. Па тоа многу Тоа, видите. А тоа. кокошката тоа е навистина И е кокошка, национален да, јадење. да. Ориз со Нашето- кокошка, па да, нашето, да. Нашето подневие, ориз и кокошка. Ја откој сум дете, баба ми го правеше тоа, да мислина го знам. Ако не бе во Македонија тогаш, ама се научив да имам секоја недела ориз со кокошка, навистина. Извините, пакувањето. Пакувањето имаме автоматска пакелица која може да погледнете и од онаа страна. Ова е. Да, таа е Добро. таа. Пакуваме 5 кила, 10, 25 и 50. Различни пакувања Да, имате, да. спрема потребата на пазарот. Пакуваме ориз и пакуваме джамбо вреќи на ова вага. Океј. 1000 кило е се си зависи од пазарот. Океј. Како пазарот сака, така работиме. После вие од производите, вие сте производите од нивата директно пакаџинг до продажба. Да, Вие сте да. целиот процес од Целиот процес е врзан процес на интегрална работа без човечки фактор. секоја Овде чест. само Браво. две работи се работат со рака. Секоја чест, за жал што нема више рака што го прави тоа, ама мислам и квалитетот, игиената, се што треба да се Сами има. гледате дека Да. е хигиенично, Да. дека е чисто, дека стоеме со хасап, со халал системи, со све. Одлично. Мислам и време е малку да се шетаме, да видиме кај се пакувањата и све. Видов некаде бучи, одиме да грајем понатаму.
прекрасно искуство. Се почувствував повторно како дете на искусија и научив многу работи за Оризот. Се враќаме од мелницата. Да, се враќаме од Гледайте, мелница Екозрно, во која произведуваме квалитетно пченично брашно тип 400 и тип 500. Океј. Во кој Извините, ми објаснивте таму да кажете што е разликата меѓу тип 400 и меѓу тип 500? разликата меѓу тип 400 и тип 500, што тип 400 е сршта на пченицата, Океј. ова другото е малку поцрно и е тип 500. По интегрален за интегрален Интегр- леп такви ствари да Интегрален кажеме. интегрално брашно е друго. Интегрален, да. Од цело извинете. зрно пченицата се мели со нуспроизвод од трицител, тоа е малку подолг По-друго процес. процес. Процес и е друга поставка. Направите исто и брашно од ориз. За Правиме луѓето што брашно, имат проблем правиме, со да, глутен и така, да. безглутенски производ. Оризово брашно го пласираме на македонскиот пазар. Има побарашка тоа, да? Па моментално има нешто, сега сме во напредна фаза, до сега нема никој до сега од овие преработувачите пробано да произведат. Ние сме прва фирма што произведуваме оризово брашно и се бориме да го Многу ми се бутаме допаѓа. да го продаваме на пазар. Пак ќе кажам, многу ми се допаѓа, многу сте напред. Одите само напред. Тоа ви го пожелувам да одите уште понапред. Одиме напред, Оти на вистина технологијата инсталацијата оди ете напред. така. Нема луѓе за работа, мора да се вразуваме за технологии кои Тоа се за малку жал. поскапи, ама Сме при крај, а? ние сме при крај. Видов оти имате една кеса за мене. Ова е кеса Јас- за вас поклон. И јас имам кеса за вас Фала. поклон. Фала. Мене ми е од витаминка. А, Што све ова што е прават, наше, не е- го прават. да. Да, обавезно што го прават со срце. Гледам од кај вас исто. Све што го правите со Да, срце. да. Имавте една приказна што ми ја кажавте внатре и што сакам да кажете да пред камерите. Приказна- Оти многу ми значи Приказна да. за младите. Јас како млад завршив текстилна школа во Штип. Дојдов овде, првата работа ми беше овде 94-та година и од самиот мака и од зор, како се народски кажано, да не работам со вреќи, научив да бидам и млинар, и фабрикант, да бидам и бравар, само да ја избегнам тежината на товарот. Епа, секоја чест. Само уште еднаш повелете од Одволте. нашите партнери. Јас ќе го употребам Фала оризот ти многу со големо задоволство и ќе го готвам со да љубов. го готите. Фала многу. Тоа го знаете. Да. Убава приказна. Продолжуваме. Тоа е. Супер. За да биде денешната авантура комплетна, морам да пробам некои локални специјалитети. За таа цел, со благој, одиме на едно прекрасно место на падините на Осоговски планини. Браната Градче.
Хайде, Марк! Здраво! Здраво, Како сте? добар Јас ден. сум Руди. Да, било ми е. Драго ми е, Марк. Здраво, човече. Добро. Добар. Што се случува? Што се случува? Се гледа дека по македонски го мерите веќе времето. Па, извините, имаше- Ама во кујна не чека. Чефицата е веќе песна, знаете што ги направи. Ајде одиме право на првиот рецепт, па после натаму. Ајде. Здраво, добар ден. Добар ден. Добар Ме ден. пратија кај вас. Сигурен, вие сте шефицата. Да. Да. А вие сте госпоѓа Љупка, Љупка и сте нешто собственичка. Абе, собственичка, имаме собственичката и шефицата. Мислам јас како секој шеф, како секој готвач, прво Фала. еден поклонче за вас. Додека сте тука, Фала. еден поклонче за вас. Президент, нашите партнери, што мислам ги познавате. Да. Мислам ти ги употребувате. Да. Ви доаѓате да. на маса го имате Да, президент. Госпоѓа, можам да ви ја закачам Може. престилката? Може. Па да. Да, ја представиме како треба емисијата, авантурите на Марк. Сите ја знаат, а? Престилките од каде ни се од Годомин и тоа сите го знаат. Шато Сопот, президент, витаминка. Ке ве оставам да се оти малку двајтата сме попунети, ке ни биде малку тешко. И јас ке носаме на убава престилка. Ете така. Знај, витаминка, президент како кажа, унибанка. И сега знаете што? Ке можеме да готвиме. Што ќе ни правите денес за готвење? Гледав оти спремавте убави намирници, се надевам да имаме нешто преубаво. Да. А? Што ќе ни готвите? Кажете ми. Денес ќе готвиме македонска салата со печен зеленчук. Македонска салата со печен зеленчук. Тоа ви е специјалитет? Луѓето Да. многу го сакат Да, тоа? да. Сте препознатливи за тоа? Македонската салата. Ајде, одиме. Што ни треба за тоа? За тоа ни треба црвен домат, Добро. Океј. Ставаме исто црвен кромит, црвен кромит, одлично. Се спремавте, а да, ме чекавте, знаете, оти ке дојдев и печен зеленчук од тиквички и од модор, тиквичи и модер патичен. Модер патичен. Добро. Малку со маслиново масло, така на грил, на наскара, како го правите тоа? во кој томато се пече. А, во кови томат? Да, Добро, во томато. технологијата, да. Црвена ајварска пиперка, Ајварска пиперка, најдобрите за мене. Топ. Многу бави се, оти се малку благи така, и гледам Да. оти има и лупче, има и Да. Макдоналдс, обожавам така. Тие се маринирани, Маринирани. подготвени. Гледам оти имате и тегли таму, ги Да, тоа е покажувате. исто наше домашно производство. Окей. И правите тоа текот на годината? Да. Да имате секогаш вашите производи? Ова е од зеленицата, ставаме од дресингот, Добро. Што имате како? Имате ајвар таму гледам. да, лута евар. Лута ајвар? Лута ајвар правите. Да. Не благ. Па, Тој што не јади луте, па Да. нема. се меша. Сладко од чери, пинџур, зимница, класични Супер. ферони, туршија. Ја завршивте салатата? Да. Не. Ова е вашата салата, така турко едноставно и све. Кога е Супер. предходно се припремано, Браво. малку и побрзо. Сега ми кажавте оти имавте еден дресинг. Што имаш во вашиот дресинг? Во нашиот дресинг има маслиново, Маслиново масло, брилјант, Да. обавезно. Балсамик Добро. оцет. Балсамик оцет, добро. шекер, Шеќер. Не ставате мед, нешто така? Не, шекер. Океј, шекер. магданоси и лукчев прах. Океј. А ова е вашата салата. Да. Нешто лепче со тоа. Сирењето е Сирење, па, обавезно. президент. Сирење, што правите? Го мечите така, добро. Со раката се роне. Браво. Многу едноставно, а сигурен сум ти е многу вкусно. Видите, Пробате гледачите, ќе видите. ако доаѓате во градче, хотели градче, Има во Кочани, тканов. ќе имате преубава салата. Како ја викате уште салатата? Македонски со печен зеленчук. Македонска со печен зеленчук. Одлично. Тоа И со сирење. Одлично. Ја обожавам тоа. Значи, мене што ми фали е убаво парче лепче, малку винце и уживаме. Одиме на втората рецепта. Да? Да. Одиме на втората рецепта.
Ја завршивме втората рецепта, пастрамка подпечена во тава со зејтин и со пшенкарно брашно. Пшенкарно брашно. Пшенкарно брашно. Многу сакам тоа. Навистина малку по оригинал да кажеме од начинот едноставно на скара. Чекајте, гледам ти имате сос тука. Да. Имаме сос? сос од зачини, лук, сол, оцет, зејтин, вода. Океј, тоа обичен Да, сос да, што да. става да. За пастрамката. Имаме кочански ориз. Кочански ориз. Обавезно. Млади Ама гледам ти има неколку зачини во оризот. Да. Што му додадовте? Морков, кромит. Океј, како пилав, да Вегета, кажеме, да да. малку стил, така. Супер, ајде, да видиме. Завршите го тањирот. Многу сакам вашата кујна, од тие е многу едноставно, да кажеме. И сигурен сум од тие пуна со вкус. Луѓето многу барат комплицирано, ама кога се мешат вкусовите на крај, нема тој вкус барано, да кажам, од почетокот, едноставен и вистински вкус. Супер. Многу ми се допаѓа, шефица. Да, Супер, научив да, нешто супер, да. ново денес. Да. много. Завршивте втората Да, рецепта? Да, готово е, да. Епа, завршивте втората рецепта. Одиме сега за десерт. Десерт. А, слушам нешто позади. Господја? Што е ова? Домашно лепче наше. Домашно лепче? Наше производство. Ја што зборев за леп, што ни требаше. Да. Еве, Марк, баравте лепче за салатата. Нема да биде само за салатата. Арно што ми го давате сега. Јас, ми падна така директно внатре. Одлично, така требаше да ми иде. Со лукче. Вкусно. Одиме за трета рецепта, за десертот. Епа, ми само ти сме при крај. Десертот, газдарицата ќе го направи. Ми кажавте од тие, Да, ова? ова е парфе. Ова е карактеристично за хотелот, значи го има како десерт од самото отварање на хотелот. Добро. Ние го преземавме рецептот од како нови собственици од постарите кувари што сте биле овде. Овде, И тоа е едноставен рецепт. Ме парфе е парфе. Ама што има во парфе? Полно е со лешници внатре. Лешници, уау, Да, топ. кухинско чоколадо. Што имаше? Кухинско чоколадо. Кухинско чоколадо и сигурно крем или јајца или нешто така, не? Јајца нема. Јајца нема. Па не мора ни се да откриваме, нели? Не, па, Треба и окей. да се проба. Јас само ви Ќе го пробаме прашувам. после и вие ќе кажете што мислите дека има внатре. Точно. Гледам ставате нешто плюс. Е сега од озгоре оди сладко од смокви. Смотри. А сигурно вие го правите? Не. Не, тој не. ова е готово, Правите да. многу, ама тоа не. Да, Добро. Океј. Сладко од смокви. И му ставате сокот на тоа. Сосот од сладкото. Сосот. Не ставате малку чоколадо, какао, нешто? Па не се друго што ќе ставиме од озгоре, тоа го менува вкусот. Океј. Да. Почитувам. Вака е. Навистина. Така е. Да. Вака е вистинскиот вкус. Епа, знаете што? Ви благодарам. Фала многу за вашите трите рецепти што ги сакате. Мислам оти ќе одиме сега на маса да ги пробаме. Епа мора. Најдобриот дел доаѓа. Шефица, дојдовте од кујната, наместивте све на маса, вашето персонал го намести све на маса. Одлично изгледа и превкусно изгледа. Јас чекам од ве да го пробаме. Има пред се, мислам, пред се тоа, малку да се представите. Јас знам вие шефица од кујна, господинот вашиот сопруг, шефот, ми кажуваше ти он све прави другото, освен кујната он све друго прави. Објаснете малку што правите точно. Многу едноставно да се објасни. Значи, јас сум сопругот на шефицата од Вие кујна. како јас дома, окей, шефица, се знаеме. Како и сите други, нели? Сето она што го правиме тука кај нас во градче, го правиме со одобрение на шефицата. Односно, шегата на страна. Значи, градче хотел и ресторан кој што постои од 1979 година, односно ресторанот е пуштен во употреба на 31.12.79 година. Браво. Беше прво во државна собственост, од тога се менуваа работите, ние го превземавме, го работиме сега 9 месеци, како го работиме. Гледам ти убаво го работите, имаме пуно луѓе позади. Ќе ги слушнеме после, отиме сега малку се на тивко ги Да, ставиме. треба и они да кажат, нели, дали им се допаѓа храната, не им се допаѓа и вие Обавезно. исто како експерт. Обавезно. Инаку, во склопот на градче, значи имаме хотел,
каде што помеѓу останатото се организираат семинари, работилници, тимбилдинзи, месечно имаме прилика по 10 такви настани. Да, работи ала карта ресторанот, летно време терасите работат, летно време е одлично, поготово недела. Извинете, ќе ви прекина, летната тераса ја познавам, навистина преубаво место, кое е топло во Скопје, кога доаѓате овде и уживате. Сјадите убава риба, сјадите убаво место, се слуша, прекрасен амбиент. Го имате уште малечкото зоолошка што и го имаше тоа? Знамо ти имаше едно време. Имаме дел, го обновуваме, нели? Со текот на времето природата си носи свое. Ние ќе однесеме нешто ќе ни земе природата, па пак ќе опополнеме. Се разбира. И сега летно време вие кога сте биле најверојатно сте дошле со најава, бидејќи летно време, особено недела и празник, значи без најава многу тешко и се враќаат по доста луѓе. Исто така организираме и други корпоративни настани, свадби и слично. Во, што да ви кажам, во овие 9 месеци како сме овде, ние сме задоволни. Шефицата да разбори или да одобри што шефот кажа? Ма ја едва и дојдов до збор сега однесе така, пошто после кој ќе се качиме усова толку јас. Верувајте ми, го видов тоа во кујна. Малку ми беше така не страф, ама малку се пазев. Навистина шеф, многу строга е. Строга. Дали сте така секогаш, господја? Не сум строга. Не? И така ми беше малку импресијата од вас. Да, ама иде. Така мора. Шефица во кујна мора да се покаже да биде шеф на кујна. Кажете ми вие сега нешто од вас. Нешто за храната. Нешто за све? Да. Можем да кажем што има послужено. Добро, кажете, објаснете ми. Што кажавме и кога спремавме, македонска салата со печен зеленчук, пастрамка отворена со кочански ориз, подлучени пиперки, за десерт парфе со сладко од смокви. И ова е нешто ново, сопругот го препорача рецептот. Тоа е сирење по кочански го нарековме, не сирење по шопски. Со сирење со ориз? Не. Се шалам. Мешавина на домат, на лута пиперка или блага пиперка, сирење внатре овчо, има јајце на око внатре, кашкава рендана и сето тоа се пече во фурна. Не, среќен сум го донесов. Лепчето е тука, да. Само ти со тоа мора лепче. Да. Пајте да го пробаме тогаш. Може. Што мислите? Вие не многу зборете, ама мислам чекате од да пробате со мене. Не, сакав пред се, ја ќе ви кажа, да, обавезно мора да го пробам тоа. Да пазам уште. Може Да, ќе ве оставам, ќе ми биде малку полесно. Шефицата, па земи нешто во рака, мора да продолжи, окей. Почитувам. Верувајте, оти имам нешто слично дома. Ке знај од кој зборам, од мојата омилена половина, и што се разбира. Секојаш кажуваме мажите се главите, а жените се вратот. Па да. Ајде да го пробам. Сакате да пробате ова? Не, ми само ова е нешто малку посебно, да. Мора да се проба. Иако мене ми е големо задоволство што денес го поминав денот со вас. Јас сакам да ви кажам исто. Да, ми ги извадите зборовите од устата. Најдов на многу гостоприемни домакини. Да, вие ми направивте турата од Кочани денес. Посебно би сакал да ја поздравам госпожата и нейниот сопруг Круди, кои се едни од поценетите и едни од поуспешните бизнисмени во Кочани. И ја и посакувам уште поголем успех и среќа, а вие секако у тоа можете многу да предонесете. Па јас да предонесам, да ви кажам моето чувство, како ќе биде, дали убаво или све. Ама пред тоа, сакам да ви се заблагодарам и на вас, и на вас. Ке почнеме со луѓето малку повозрасни. Па да. За вас денеска имам еден убав поклон од нашите пријатели од Чатосопот. Винце, сигурен сум ти го сакате виното. Да не повидите, седете господине. Да. Ќе си го пиме после заедно, не се кирајте. Се надевам ти ви се допаѓа. Фала многу за турата што ми направивте. За поклоно и благодарам за се оно што денеска го видовте во Кочани. Видов убави страни. И за тоа и гледачите ќе видат нешто посебно. Дека дел и од општината, а дел и од македонската јавност и пошироко ќе заклучаат дека ние во Кочани имаме многу убави туристички и угостителски места, а една од неговото место е ова. Ова е дел. Јас сега да кажам, имате еден диамант што се вика Оризот. Имам знам една посебна реченица за Оризот што го е од регионот овде. Го ставате како диамантот свем на
на пазарот, не? Так. Не? Има една посебна речиница, Бело не? злато. Како? Бело Бело злато. злато. Бело злато. А, бело злато. Мислев ти беше диамант. Ево да можете на повисоко. Чекајте, и за вас имам едно поклонче од нашите пријатели Унибанка. Мислам И на ти нас пари, ни се мислам ти пријатели. може нема пари внатре, ама мислам ти има неколку тефтери се за да правите неколку сметки плюс и све тоа и да бидете многу среќни и да можете да продолжите со такви убави јадења, со такво убаво место и да сите луѓето што доаѓаат кај вас. Ко сме да веќе кај уживаат. тоа, Марк, мора да кажам, нели, вашите пријатели Унибанка и на нас ни се пријатели Па супер, и не следат имаме заеднични веќе пријателки доста тогаш. време не следат Унибанка и ние сме им благодарни за тоа и сега имавме и гости од Унибанка само што замена. Одлично. Така Ќе го што слушат се тоа, ќе го видат надополнува. тоа и мислам Исто дека ќе бидат така, многу среќни. со Благој, значи сте го нашле вистинскиот човек кој да, нели, кој што ќе ве води денес, морам да кажам тука, тој го знае тоа, бидејќи со син му сме другари од деца. Тој е еден од луѓето од кој што има многу научено во текот на животот и за тоа сум му благодарен. А фала ви и на вас, нели, прво за можноста што ни ја дадовте денес да можеме да представиме нешто од тоа кое што го нудиме. А дали ќе ви се допадне или не, тоа вие ќе кажете сега. Мора да пробам да давам оценка. Имаме доста гости, Да. Па ќе наздравиме со сите после. избрани гости, Да. елита на гости, Па елита сите сме елити. многу вредни гости. Ја би Добро. сакал лично нив сите да ги поздравам и да се заблагодарам што дошле. Ајде бара, на здравје на сите што дојдовте овде денес. На здравје. Поверете. Ама јас чекам од вај да го пробам ова. Оти ми кажавте оти е толку убаво. Ајде, на здравје. Ова е вашата рецепт? Не па, знаете што? Продолжете така. Оти вашата рецепт е преубава. А ми само ти фали едно парче лепче. Може ли ми да ми додавате? Да. Со сите овие убави, како да кажам, реченици, мислам, оти за денес направивме прекрасна емисија, покаживме најубавото од Кочани, еден дел овде што го поминавме со вас, што да додаваме плюс, освен Mission Completed, се гледаме наредната недела со други убавини од Македонија, обавезно. Ајде, чао, пријатно на сите. Крајот делото до краси. И крајот. Крајот делото го краси. Ебе, воля, на Е, здравје. јас би сакал, бидејќи кажавме само позитивни работи, а денес гостите кои што заминаа имаше, нели, оценка на Booking, имаше гости од Booking и таму позитивни и негативни работи и би сакал да ја истакнам Ама таа негативна работа. само позитив, Не позитив. мора. Ни това не е добро. Видете, Марк, Неколку лажат. Не. и негативен фидбек е фидбек, а Не мора. негативниот фидбек беше премногу е чист воздухот, спремајте си ги вашите бели дробови за таков чист воздух. Кој и да дојдете овде. Епа, браво. Убава вечер на сите. Одлично. Кој е најважно? На здравје. Чао на сите, браво.